Кај моменти ќе влјасим пак më shumë për продуктивитетин, мир по në димензионин e бизнесeve. Të бизнесeve sidomos me fokus të bizneset e vogla dhe të mesme, dhe lidhjen e tyre në fakt me atë se si mund të rritet produktiviteti duke përmirësuar burimet njerëzore, apo le të themi kështu kapacitetin e njerëzve që kompanitë kanë brenda. Për të folur për këtë temë dhe për ta folur pak më gjërë gjatë të temë, së bashku me mua këtu në studio është Lazar Gjurov, i cili është këshilltar biznesi. Dobar ден, добро ни дојдевте. Добро ве најдов. Често се зборува за продуктивноста и може би главна тема на сите компании, но како би можеле и кои фактори најмногу влијаат за тоа колку ќе биде продуктивноста во една мала или пак средна предпријатија кај нивните вработени? Прво е многу важно да се констатира дека мерењата покажува дека продуктивноста на предпријатијата во Македонија е некаде 44 до 47% во споредба со Европската Унија, што значи не стигнуваме ни до пола од тоа што компаниите во Европската Унија го постигнуваат, што покажува дека е навистина алармантна состојбата. Што е тоа што особено влијае на продуктивноста? Прво, основните параметри, јасната структура, јасната поставеност, процедурите, потоа системот на цели, мерење на достигнување. Клучен елемент има и лидерството. Луѓето што водат, колку можат навистина да ги инспирираат луѓето, да дадат јасни задачи, да создадат тимска работа. Потоа важен аспект се и мотивацијските системи, затоа што луѓето работат толку колку што се мотивирани, толку колку што имаат осет дека нивната работа ќе биде видена, ценета и за тоа ќе добијат фидбек. И на крај нивото на обученост на вработените. Во исто време треба да се напомене дека фокусот на нашите компании да ја завршат задачата, односно да се исполни тоа што е направено, а не да се направи подобрување. Интересно е дека компаниите кои што се особено продуктивни се компании кои што не само што ја завршуваат задачата, туку се обидуваат цело време да бидат подобри и подобри и подобри, и тоа прави постојано подобрување и на продуктивноста. За жал кај нас фокусот е да се испорача тоа што треба да се испорача, без многу да се прави анализа и подобрување. На кој начин ефективно управување со човечки ресурси може директно да влие во продуктивноста во вработените? Прво, најважно е да се свати дека менеджментот на човечки ресурси или секторот за човечки ресурси не е административна компонента на компанијата, туку треба да се препознае како бизнис партнер. За жал, кај нас тоа некако се гледа како продолжение на некако кадрово што било порано и правило администрација. Прво треба да се види како бизнис партнер и дека е алатка на менеджментот за да може да работи со луѓето. Кои се конкретните работи што HR, менеджмент на човечки ресурси може да ги направи за да влие на продуктивноста? Прво и најважно е правилна селекција на луѓето. Ако системот на селекција се постави правилно, прво од аспект на каков профил на човек ни треба, од аспект на стручност, компетенции што треба да ги има, важна компонента е вредностите што треба да ги има, и ако тој процес правилно се направи, ние од старт ќе донесеме човек што е соодветен за позицијата. Втората компонента е како човекот ќе биде воведен. Има доста квалитетни луѓе кои што на погрешен начин се воведуваат во работењето и после, како викаат, ако дрвцето на криво се насади, после ќе треба време за да се исправи, а тоа веќе пуштило корења. Следно е следењето на нивото на мотивација и вклученост на вработените. Ако постојат алатки за следење да се види дека мотивацијата паднала, на време ќе може да се детектира и да се преземат мерки. Колку лидерските вештини и пак стилот на менаџерите може да влијаат или пак да придонесуваат на повисока продуктивитет, особено кога зборуваме за малите и средните предпријатија? Во малите и средните предпријатија луѓето имаат скоро секојдневна комуникација со лидерите. И тие во основа се некакви множители на енергијата. Тие можат навистина многу да постигнат преку секојдневната комуникација со луѓето. И можеби се и најважниот фактор. Тие делегираат задачи, тие ги охрабруваат вработените, тие даваат фидбек, тие ги водат низ процесот. Тие се примерот бидејќи вработените ги гледаат како работат и можат многу силно да влијат. За жал мислам дека не се освестува колку тоа е важно и фокусот е повеќе на менеджмент, на делегирање и
потоа давање на некој груп фидбек и оставање на тоа. Меѓутоа, можеме вработениот да го имаме, меѓутоа ако не успееме да се поврземе со него, да го инспирираме, да го поттикнеме, да го охрабриме, ние можеме од 100% да добиваме само 30%. И сега лидерството е тоа што може да направи да дојдеме до што е можно повеќе. Дури над 100. Добро лидерство може да инспирира луѓето да дадат повеќе од себе, повеќе од што можат, да се трудат да дават макс, ама тоа го прават кога имат релација со некој на кој што му веруваат и знаат дека со него прават нешто големо што има смисла. Кога зборуваме за лидерството и можеби вештините и стратегијата на лидерот, кои се тие точни стратегии или пак пристапи кои во управување со човечки ресурси се покажало како најуспешни за подигнување на продуктивитетот кај вработените? Кога се работи на подигнување на продуктивност, мотивација и вклученост на вработени, вообичаено во Македонија фокусот е на надворешните мотиватори, значи поставување на некакви таргети и добивање на бонуси за истите. Меѓутоа, тоа што се занемарува е дека максимален ефект може да се добие кога има баланс помеѓу надворешните и внатрешните мотиватори. Кога збориме за внатрешни мотиватори се на огење начин луѓето да ја сватат смислата и големината на тоа што го прават, да низ тоа гледат дека тие растат и се реализираат како луѓе. И кога таа комбинација ќе биде направена, тогаш ќе се даде ефектот најмногу. При тоа треба да се знае дека за клучни вработени постојат дури во институтот во кој што јас работам во симбиотика, има посебен модел во кој што за личноста може да се одреди индивидуален мотиватор. На некој му треба слободно време, на некој му требаат финансии, на некој му е важен развојот, на друг му е важна смислата или да припаѓа некаде. И е многу важно да препознаеме што е тоа на тој човек што му треба, за да може компанијата да се ориентира на таков начин. Како обуките, особено контуирана обука и професионалниот развој на вработените може да приведат на зголема ефикасност кај нив? Клучно што треба да се разбере дека инвестирањето во развој не е трошок, туку инвестиција. Со праќање на некој човек на обука и инвестирање во него, ние како компанија праќаме јасна порака дека ние во тебе гледаме потенцијал и сакаме да останеш кај нас. Тоа само по себе порака дека ние те гледаме овде. Со тоа се зголемува лојалноста и важен елемент се потикнува една клучна компонента дека развивањето е важно. Ние може да работиме и да се трудиме, ама ако се работиме со постојните вештини, со постојното знаење, со постојниот мајндсет, тоа е максимум. Ако некој отиде на обука, тој ќе научи нова техника за себе организирање, нов начин на завршување на работата, ќе освести нов концепт кој што ќе се обиде да го подобри, посебно кој лидер ќе научи поинаку да делегира. Колку е важна редовната еволуација и исто така и повратните информации кога се работи за зголемување на продуктивноста, особено во индивидуалците, но и тимските екипи. Вела дека фидбекот е ефтината, најмокната алатка за подигнување на продуктивност. Доколку континуирано, структурирано, систематски луѓето добиваат фидбек за нивната работа и тој фидбек е правилно формулиран, како кога мислиме на фидбек не зборуваме да им кажеме што не прават добро. Понекогаш фидбек и што прават добро. Ние за жал живееме во култура која што тие што се на авторитетна позиција сметаат дека тоа што се прави добро е by default, нормално, немаш од тука да се критики. И се дава само критика. Сега кога збориме под фидбек, зборуваме и на некој да му кажеме со иста страст со која што и критикуваме и да го пофалиме. За да он да почне да го прави малку посилно тоа што успешно го прави, добро го прави. И се верува дека ако е структуриран, континуиран, фокусиран на промена, луѓето ќе почне во нив да се буди желбата да бидат подобри. И сега тука пак го поврзуваме поставувањето фидбек во основа е задачата на лидерот. Да биде огледалото што ќе кажува ова се прави добро, ова не. Како и кои се тие на кој начин добрите политики за човечки ресурси може да помогнат на намалување на флуктуацијата и да ја задржат продуктивноста?
Во компанијата едно од најважните политики кое што треба да биде поставена е јасните услови за унапредување. Што треба да исполнам за да можам да одам на следен левел, на следно ниво. Тоа посебно е важно за новите генерации кои што растеле низ геймифицирани игри, мултимедија и некако поминато е времето кое што јас многу треба да чекам за унапредување. Значи, една од политиките е да има јасни услови за тоа што треба да направам за да напредувам. Следно е да постојат јасни правила кои што се предвидливи за начинот на функционирање, да постои транспарентност и да има можност да се вклучува. Мислам дека е важно кога луѓето се повикуваат да дадат идеја, да можат да предложат како поинаку. И гледат дека тоа се препознава, се создава една организацијска култура на тука сум важен, тука ме почитуваат, тука можам да придонесам, види мојата идеја се направи. Успехот на крајот на годината е благодарение и на мене и се создава култура во која што луѓето сака да се таму. За жал, во повеќето компании се случува трансакција. Ти си за ова прави го и тоа е тоа. Како малите и средните предпријатија можат да утврдат дали тие мерки што тие веќе ги одземале или пак активитети во врска со човечките ресурси придонесуваат на подобрување на продуктивноста на сите нивни вработени? Важно е да се знае дека има доволно инструменти кои што постојат, само треба да се отворат, ако не знаат има консултанти кои што може да помогнат, да се воспостават тие механизми пред активноста, потоа и да се следи и да се врзат со клучните бизнес KPIs. Во многу компании кога нешто сакаат да подобрат, само го врзуваат, го ставаат како главен KPI и нивото на мотивација, и нивото на задоволство и тогаш менаџерите обрнуваат внимание, тоа расте, се мери и се гледа дека на многу аспекти тоа влие. Помала флуктуација, поголема ангажираност, подобри резултати, компанијата расте, клиентите се позадоволни, пошто вработените се задоволни и почнуваат работите да движат во правилна насока. Благодарам многу за ова интервју. Фала и на вас. Нектон били ме дека të pjesë të bisedës, sa i përket rritjes së produktivitetit përmes menaxhimit të përmirësuar të burimeve njerëzore. Ky aktivitet mbështetet në kuadër të projektit për modernizim zviceran të zbatuar nga Swiss Contact dhe përmbajtja e shprehur nuk duhet të merret parasysh si pikpamje e donatorëve dhe zbatuesve të projektit.